Добар ден. На криминалите на Никола Груевски нема крај. Главниот и одговорен уредник на првиот програмски сервис на македонската телевизија, Димер Ратајловски, е дел од проект на власта која што ќе додели 30.000 евра државни пари. Од сите познати сценаристи во Македонија, од сите продуцентски куќи во Македонија, ете токму документарниот филм во кој што сценариото го пишува послушен уредник на власта во МТВ, добива од Агенцијата за филм 2 милиона денари или над 30.000 евра. Ова е документот кој што линк во последниве часови пред одржување на оваа пресконференција не можеше да се отвори. Од него се гледа дека Ратајловски ќе снима филм за птици, насловен "Боите на Преспа, птици". Чудна спојка за еден историчар со наука за птиците. Дали овие пари се всушност благодарам за послушноста на Димер Ратајловски? На очиглед на целата јавност, македонската радиотелевизија веќе 4-та година под палката на Ратајловски и неговите кадри во информативниот сервис е претворена во партиско гласило на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. Според информации од вработени во МТВ, меѓутоа и од провладината Нова ТВ, на партнерот, собственост на партнерот на Груевски, Сеат Ибица, омилениот уредник на криминалната власт на Груевски, Ратајловски, освен националната македонска телевизија, ја менаџира и Нова ТВ. 30.000 евра пари на граѓаните за проект на главниот уредник на македонската телевизија Димер Ратајловски се уште еден доказ како власта корумпира медиуми и главни уредници и во националниот сервис. Ете затоа македонската телевизија работи во интерес на криминално корумпираната власт, а не во интерес на граѓаните. Поради поединци кои што дебело се богатат на нашиот грб, на грбот на сите вработени во телевизијата, додека на нив им лепат етикети на партиски војници. Затоа се неопходни медиумски реформи во предизборниот период. А вистинските медиумски реформи ќе ги спроведе новата и одговорна влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што ќе ја добие честа да ја води оваа држава. Македонската телевизија ќе биде професионален медиум и вработените ќе бидат заштитени од политички притисоци. Не може да се богатат Ратајловци за лични интереси на Груевци, а граѓаните кои плаќаат радиодифузна такса и се задолжуваат со еврообврзници да слушаат лаги. На ова му доаѓа крајот, а сите учесници во кршењето на законите ќе одговараат.